Добро вечер. Денес заокружуваме една седмица откако тимот Македонија тргна на своите патувања низ земјава, следејќи го председателот Ѓорѓе Иванов во рамките на изборната кампања. Досега посетија многу места, но патувањата секако продолжуваат, а ние ви известуваме за нив. Денес ги гледате деталите од нивната посета на Росоман, Градско, Неготино, Кавадарци и Велес. Патувањето со автобусот на караванот Тим Македонија постојано донесува некои нови и интересни приказни, за кои дознаваме од разговорите со поддржувачите на председателот. Овој пат Дамјан имаше одлична можност да позборува директно со председателот Ѓорѓе Иванов и со министерот Никола Поповски, за да ги слушнеме нивните впечатоци за ова патување. Екипата на Македонија, еден тим и тимот Македонија се на пат низ целата република. Македонија, дали се слушаме, дали сме добри? Не сте доручкувани, малце можете и погласно? Одлично! Така е, ова е тим Македонија! За кого? За Ѓорѓе Иванов! И за Македонија и за професор доктор Ѓорѓе Иванов. Така е, во првиот ред го имаме и професорот доктор Ѓорѓе Иванов. Добар ден и официјално, ова е вашиот автобус, ова се вашите луѓето кои што дадоа и јавно по вашата поддршката за вашата кандидатура. Да, одличен, со ваков тим секаде победуваме. Така е. Одиме кон Струга, она што посебно ме радува е дека вие сте со нив, тие се исто така задоволни и среќни бидејќи ги дружите на ова патување, секаде каде што одите вие тие ве следат и обратно. Што ви е најдраго што ви се случи изминативе неколку денови, бидејќи сме на почетокот на кампањата? Што е она што ви остави впечаток, можеби е рано да се зборува за впечатоци, но сепак мислам дека имате нешто што би можеле да го издвоите? Особено се издвојуваат насмеани лица, ветри лица и позитивна енергија кај сите што ги стрекаваме за овие митинзи. Така. Како е да се биде оделено семејството, бидејќи 30 дена ни престојат на напорна кампања, напорни дружења со граѓаните, сепак тоа е од задоволство, бидејќи вие сте човек од народот и за народот, но сепак сте одделени од најблиските. Навикнати се. 5 години исто така беше кондиција за и оваа кампања. Но веќе речиси цел месец сме по сите градови и населени места низ Македонија. Тоа бара жртва и од семејството, да ме гледаат многу поретко, но тоа е и можност да се видиме со сите граѓани и да ги примам и поздравите и да ги упатам до семејството, поздравите од сите што ги среќаваме низ Македонија. Со каква мисла легнувате навечер, бидејќи среќавате и лјадници луѓе во текот на денот, луѓе кои што сакаат да се поздрават со вас, луѓе кои што сакаат да го кажат нивното секојдневие во една-две реченици. Со каква мисла легнувате навечер и со која мисла се будите наутро? Гледаме успех низ Македонија, ги гледаме успешните луѓе и гледаме што значи да имаме успешни поединци секаде. И во спортот, и во уметноста, и во бизнисот, и во политиката. Тој успех е она што постојано ме преокупира, дека успешните луѓе носат успех. И ќе продолжиме постојано да ги потржуваме сите успешни луѓе. Тоа е она што ја прави Македонија успешна. И во овие услови кога е најголема криза низ светот, Европа гледаме ни што се соочува. Во овие години постигнуваме големи успеси. Тоа е вистинската слика за Македонија. Секој пат да мислиме на добро, да мислиме на она што не очекува во животот и да бидеме подготвени за се. Но ова што е во последните години, кога се градат автопатишта, пруги, кога се градат фабрики низ Македонија, тоа придонесува да гледаме луѓе кои се насмеани, кои се ведри. Од каде црпите она енергија, бидејќи сепак ова колку и да сакаме да кажеме дека не е напорно, сепак е напорен дел од работата. Како успевате навечер да се релаксирате и да искористите 3-4-5 часа колку што ви преостанува да одспиете и да бидете подготвени веќе за новиот ден кој што осамнува? Секој пат со позитивна мисла.
Кога имате позитивно мисле, кога имате елан и енергија која извира од народот, тогаш се е лесно. Министре Поповски, како вам ви се чини кампањата досега? Повторно кажувам дека сме на самиот почеток, но има моменти кои што останаа забележани како вашиот одговор пред малку и секако на претседателот во Вевчани. Мислам дека непосредноста на претседателот Иванов е она што наистина ги обележува сите наши митинзи и сите активности, тоа граѓаните исклучително го ценат. Патуваме, некое патување кое што ви останало во сеќавање од детството со вашите родители, каде што сте оделе на некое летување, зимување, посета на некоја, не знам, европска дестинација, сепак врзано за вашето детство и вашите родители. Ве прашувам и двајцата, размислете, председателе. Бидејќи одиме по еден од тие патишта кои најчесто сум го одел во моето детство, мојата баба е од овој крај и мислам дека малку дрва се останати на јабланица кои не ги познавам уште од времето на детството и малку патеки се тие кои не ги познавам од тоа време. Мислам дека тоа наистина би го издвоил во овој контекст. Јас се сеќавам ко дете на едно прво летување со родителите што го имавме во кампот под Самуилова тврдина. Бев уште мал, уште не одев на училиште, но се сеќавам како се качувавме по оној ридот и збиравме бадеми, имаше многу бадеми во тоа време. И знам потоа цел ден, кога беше лош ден за плажа, ги кршевме, ко дете се сеќавам на таа гледка. И уште ми останало сеќавање. Пред неколку години отидов да ги посетам тие места као дете што сум ги поминал и ми будеа спомени. Спомени на еден период. Знаете, кога сте млад се е убаво, кога така што навистина тие слики од детството ми доаѓаат кога патувам низ Македонија. Во многу места не сум бил уште као дете. И сега ги среќавам луѓе кои се сеќаваат, можеби кога сме биле на свадби, сме биле на некои панагиори, кога сме биле на некои онака семејни заеднички другарување. И тоа е вистинската слика на Македонија. Ја гледате каква била, каква е сега и како расте во секој поглед, како се чувствува тој просперитет и успех. Последните информации за денес се поврзани со движењето на караванот Тим Македонија утре. Дружете се заедно со претседателот и со поддржувачите во Босилево, Василево, Новосело, Струмица и Валандово. Од мене поздрав, се гледаме јутре.